Најраните мои слики, можам да речем пред 18 на години, беа во врска со полето. Тоа беше обсесија од една пасторала, една носталгија за некакви времиња што се во врска со природата. Тоаш настанаа оние слики кај што беше небото во изобилство, кај што вегетацијата беше во полн расцвет, кај што експресијата за жешките неба и за сувата вегетација, особено во оние слики трња, беше некако нагласена. Тогаш настана еден поголем број слики кои беа многу врзани за пејсажот и за екстериерот и за она што е елементарно таму. Покасно настана некои слики што тој занес од јужното поднебје го сумира во една верба во сеопштото во природата. Тие ги нареков јас пантеисти, некои дури од критичарите една цела таа фаза ја нарекува пантеистичка. Настана еден циклус пантеисти кои ден денеска ми се многу драги затоа што покрена еден момент, една линија повлекува во моето сликарство што и до ден денеска се провлекува. Нормално, ја не останав сосема на тоа. Почна да ме преокупира градскиот амбиент, се префрлив на теми како што се машини за асфалт, прилично бизарни, просјаци и некои теми што се во врска со нив, како и еден момент што многу често ме окупираше. Тоа беше византиската традиција. Традицијата што е многу присутна околу нас и од која ние многу тешко се можевме да се одбраниме. Тоа беа сликите Свети Ѓорѓи, 40 маченици и многу други, како и еден голем циклус што се претвори после во еден паравански, односно монтажен комплекс Светите војни. Класичното учење во сликарството предпоставуваше точно речено стилот како нешто неприкосновено. Се знаеше дека една целина треба да е создадена од еднородни елементи. Дивергентните односи беа нешто недопустиво. Се сметаше дека јако изразената индивидуалност се цени по тоа што е лесно препознатлива со стално исти елементи на препознавање. Така да сите тие работи што ги одбележуваше стилот како марка или печат на индивидуата има позитивни одлики. Меѓутоа, јас многу одамна сите тие учења и сите тие работи што ги добивав од школото како догми, престанав да ги сметам како нешто што е апсолутна законитост. Сметав дека е тоа една од законитостите, меѓутоа не и единствена. Одамна сватив дека природата, така како што е, со еден диктаторски однос на уметникот, се подчинува на неговото барање и сите разнородни елементи и структури ги преточува во еден ракопис. А може да биде и поинаку. Јас тоа го пробав, бидејќи
почувствува дека овој првиот момент не беше мој својствен. Така да кога пробав да им ги дадам специфичните одлики и да им ги задржам на различните структури и покрај тоа реков целината да остане со својата органска целокупност. Јас во своето искуство забележав дека некои работи на кои бев учен преку школувањето, преку Академијата на ликовните уметности, да не се зафаќа многу со фантазија, да не ми е повод фотографијата, да не ми е инспирација туѓото сликарство. Сите тие такви учења ми станаа туѓи после едни покуси што ги правев и со своје искуство, така да многу работи ми станаа поблиски од онаа што беше забранувано. Да речеме, повод ми беше многу често туѓа фотографија или туѓа слика. Забележав дека можам од едниот чош до другиот чош да употребам разни структури, разни ракописи дури и да остане целината она што е. Исто така, да идам во крајности, јас барав во моите слики да учествуват и други уметници со своите специфични стилски одлики, секој како што тоа го работи во своја ателје и конечно сликата пак беше моја, односно сликата имаше своја целина. Една паралела може да се направи така, ако се стигне во град непознат, за прв пат, се шета низ него, низ улиците, се пронаоѓаат разни работи и разни карактеристики, стилски белези, што имаат од различно време потекло. Меѓутоа, ако се оддалечуваме од градот, имаме ние впечаток на некаков град што ни оставил едно целокупно значење со сите своји одлики дивергентни навистина, меѓутоа за нас впечатокот е еден. Ние знаеме дека тоа е тој град и така изгледа и се разликува од другите на некаков поинаков начин. Така обседнат јас од овој феномен, може да се рече дека е тоа некаков филмски однос, што се одвива во време во нашето памтење.
Игрите се моја преокупација од, можам да кажам, преден од 12, 13 па и повеќе години. Перманентна преокупација со мали исклучоци и сметам дека е нешто што ќе ме окупира и понатаму. Не би сакал да бидам категоричен. Меѓутоа, пронаоѓам во играта нешто што е многу битно и сметам дека творечкиот чин, сликарскиот чин, можам многу лесно да го поврзам со играта. Дејќи ние често велиме си игра просто, творејќи. Играта е ослободена од разни социјални, политички и разни други асоцијации и догми, така да сметам дека играта како позитивен елемент кој се појавува и кај возрастните е нешто што може да се поврзи, викам, со најпрогресивните моменти. Единствено децата кои се така непосредни во игрите, кои исклучуваат секаква можност од корис во игрите, се е тоа спонтано, кај нив, единствено тие ја почувствуваат радоста од таа активност. Кај нас сликарите, кај уметниците, исто така кај од секаков тип, сметам дека кој ќе се почувствува радоста од творењето е многу блиска до играта и тој момент, ако се земе во обзир, тоа ќе се претпостави зашто играта толку многу мене ме преокупира.
Преокупацијата на играта донесе во пејсажот на исти начин како и првата моја преокупација, пантеистичката. Меѓутоа, додека во прво време со игрите бев опседнат главно од фигурата, од актерот што ја игра таа игра, постепено фигурата стануваше се по второстепена, интериерот се исклучуваше се повеќе, додека конечно не преиде во еден простор, мојата преокупација во сликарството, не се сврте кон небото, кон еден апстрактен простор, што со едно имагинарно око открива нешта што се невидливи, некакви созвездија, некакви надежи, нешто што создава страф, а во исто време понудува многу неочекувани работи кои можат и позитивно да се оценуваат. Едноставно, просторот ме опчини, останаа сите последни слики, звездани неба и небески пространства.